Со ученици со потешкоти во развојот во 8 основни училишта во општина Центар во моментов работат 25 лични асистенти. Проектот Образование за сите започна пред отприлика некаде 6 години. Проект кој беше во соработка со UNDP и Агенцијата за вработување. Потоа проектот, бидејќи општината уведе значењето на овој проект и по 2 години од неговата имплементација си зазема проектот сама да си го работи преку одделението за образование, млади и спорт, си воведе проект Образование за сите и си направивме собствен буџет. Целосно ние да си го финансираме овој проект. Не е лесно да се најде посветен и квалитетен кадар за овој работен ангажман. Условите и критериумите значи да има завршено минимум средно образование, да не е вработена личноста и да сака да работи со деца. Општина Центар самостојно ги финансира личните асистенти веќе неколку години. Сегашниот буџет за 25 лични асистенти е 3,5 милиони денари. Надоместокот за асистентот е зголемен од 12 на 15.000 денари месечно за 4-часовно работно време секој ден поминат во наставниот процес. Што е задачата на личниот асистент? Тоа подразбира значи преземање на ученикот наутро и негова придружба за време на часовите, помагање да го користи дидактичкиот материјал, помагање во наставата, во учеството, да ја следи наставата, евентуално наставникот ако го праша нешто да се поттикне дека така нели е спремен да одговори, дека и тој може да учествува активно во наставниот процес. Истовремено и помагање за време на одморот, значи кога е на голем одмор да му се помогне околу ужинката што ја носи од дома, евентуално, во комуникација со другарчињата за време на одморот. Тоа се нели деца кои што сепак нели треба постојано да се внимава на нивното движење низ училишните простории во училиштето, така да постојано присуство до него и еден вид на помагање, ама и поттикнување и соработка и поттикнување на комуникација со другите деца. Има и предизвици, но важно е да се работи со љубов и емпатија, раскажува Гордана Колевска, која има 2-годишно искуство како личен асистент. Секое дете бара посебна специфична грижа. Така и останатите деца забележувам она емпатија. И затоа мислам дека овој проект е многу корисен за целото општество. Значи, не само за децата кои што имаат потреба од овој проект, туку генерално за останатите ученици. Затоа што, знаете, може да сите ние да сватиме, да си го цениме она што си го имаме, а и да знаеме дека треба да им помогнеме на оние на кои што им треба помош. А тоа се учи од мали нозе. Образовните асистенти и дефектолозите им помагаат на децата полесно да се вклучат и да ја следат наставата. Мојата улога како дефектолог е пред се да дадам максимална поддршка на учениците кои што имаат потешкоти заедно со наставникот. Нашата работа се темели на многу љубов и ние на некој начин сме медиаторите или посредниците помеѓу типичната и атипичната популација. Пред се сме водени ние од децата, оно што јас го учам од нив и ми е најголем предизвик е усовршувањето на невербалната комуникација. Знаете, ние возрастните неуротипичите имаме потреба да се истекнуваме повеќе, да зборуваме за себе за разлика од децата кои што ја немаат таа потреба. Ако правам споредба помеѓу типичната и атипичната популација, можам само накратко да ви дадам еден опис. Ако на дете со типична популација можете да му кажете некоја работа од прва да ја направи или можеби од трета, тука треба да вложите многу поголеми напори и резултатот дури понекогаш да биде и видлив за тоа. Во процесот на инклузија се важни и наставниците и другите деца. Инклузијата представува процес преку кој се излегува во пресред и се одговара на различните потреби кои што ги имаат учениците. Во суштина е тешко да се изведе на дело, меѓутоа таа има многу важна и довирлива улога во севкупниот образовен систем. Лично сметам и верувам во инклузијата како еден сет на карактеристики, на врлини, способности и знаења кои
треба да го сочинуваат човекот, да го прават човек пред се. И цврсто верувам во наставникот како благородна професија. Сметам дека таа професија постепено прераснува во една животна мисија. Во сите 8 центарски училишта има сензорни соби со нагледни средства кои помагаат децата со посебни образовни потреби да се релаксираат и полесно да пребродат одредени ситуации.